И добар ден за сите оние кои што со нетрпение очекуваат да бидат дел од Црвена линија, како и оние кои што можеби прв пат се со мене и Тео. Така е. А на самиот почеток, како и секогаш, не забораваме да ве потсетиме што е оно што не смеете денес да го пропуштите на Телма телевизија. Се пребројува ли опозицијата и мнозинството во собранието? Ке се гласали утре доверба на владата во собранието за сите случувања, тактики и пазарења? Ке дебатираваме секако во топ тема со пратениците Снежана Калчева-Ванчева од СДСМ, Милен Левков од ВМРО и Халил Слопча од Алијанса за албанците. Гледајте топ тема вечерва со Боби Христов во 19 часот и 15 минути. Така, а денешната главна тема ни е прогласена енергетска криза. Дали се плашим од инфлација? Секако имаме една важна актуелна подтема на која што очекуваме да се јавите и да ни откриете според вас што најмногу е поскапено деновиве. Да, а сега да видиме дел од прилогот што нашиот колега Огнен го има спремено, што е поврзано со нашата денешна главна тема. Енергетска кризна состојба во траење од 30 дена е одлуката што ја донесе владата на денешната седница. Целта на оваа владина мерка е да се ублажат последиците од кризата во енергетскиот сектор и да се овозможи финансиска инјекција за државните енергетски компании, со која тие ќе останат ликвидни и ќе може да продолжат да купуваат струја од берзите. Владината одлука доаѓа по петочната препорака на Комисијата за проценка на енергетскиот сектор и извештајот на МЕПСО за проценка на стабилност на секторот кој покажал дека постои ризик. 4 милиарди денари или нешто над 65 милиони евра е финансиската инекција предвидена од владата со прогласувањето на оваа кризна состојба, а со овие пари треба да се помогне работењето пред се на ЕСМ и МЕПСО. Само во последните неколку дена ЕСМ потроши 9 милиони евра за да купи струја од слободниот пазар, односно од светските берзи. Според Бектеши, струја имаме обезбедено до 21 ноември. ТЕЦ Осломеј треба да почне со работа на 1 декември и до тогаш треба да почнат испораките на јаглен од Косово. ТЕЦ Неготино чека владата да одлучи како ќе го снабди со мазут за да може непречено да работи, а до крајот на неделава најавено е вклучување во погон на блок 2 во Рек Битола. По петочната хаварија на трафостаницата на блок 3 во комбинатот, тој може да почне со работа најрано кон средината на идниот месец. Почитувани, го знаете редосладот. Со нетрпение ве очекуваме да се вклучите во Црвена линија на 02-307-6677. Оно што е најважно, сакаме да го слушнеме вашето мислење, бидејќи веќе вчера и официјално беше прогласена енергетска криза, време траење 30 дена, а исто така и ќе зборуваме за инфлацијата. Дали се плашиме од неа? Дали треба да се плашиме од неа? Секако да ни откриете кога пазарувате, што сте забележиле, што најмногу поскапува на рафтовите во маркетите. А ќе ве потсетиме секако и за оние кои што многу подобро се снаоѓаат на социјалните мрежи, што треба да направите тука. Токму така, за да ве вклучиме преку социјалните мрежи нашата денешна емисија, како и секоја емисија, треба вие на Facebook да ни пратите ваше мислење околу темата по темата во меседж или коментар на нашата тема на денот пост. И исто така можете на Црвена линија на Twitter и на Instagram да ни пратите ваше размислување околу темата, исто така и ваш никнем за да приклучиме преку Zoom, Skype, за да видиме преку видеоповик. Секако и на традиционален начин може да ни савите на телефонски број 02-307-6677 да слушнеме ваше мислење околу темата, а и кога ќе ве добиеме, си знаете, правила се правила, мора за секоја се еднакви. Имате 120 секунди за ваше мислење. И додека ние имаме гледач на линија и збориме со него сред емисија, секако вие дома што не гледате, слободно може да звоните ако сакате да споделите ваше мислење околу темата. Не чекајте да заврши гледачот, имаме повеќе линии, како што си редослед, ќе си дојдете вие наред. Така, дури 6 линии се отворени, а од вас очекуваме да ни откриете што сметате. Дали треба да се плашиме од инфлацијата и да ни откриете барем според вас што најмногу поскапено е во моментот. А веќе го имаме и првиот гледач. Добар ден временски, бидејќи се уште нема 17 часот, но добро вечер според тоа што повеќе не е ден надвор. Јас сум добар ден. Дали се слушаме? Ало? Да, ве слушаме. Дали ме слушате вие?
Слушам, ама не знам дали сум јас во програма. Вие сте, вие сте. Програма секако имате 120 секунди, па ево открите ви според вас дали треба да се плашиме од инфлацијата и според вас што најмногу поскапува во моментот? Ја нешто друго ви кажал. Не за инфлацијата. Инфлацијата не може да кажа колкава е, затоа што ја кријат. Меѓутоа ја за енергетската криза ви кажал. Случајно сум рибар, ги обиколувам езерава низ Македонија, ги знам какви беа во полна форма. Ги гледам сега какви се. Значи, све се продава. Ова е диктирана криза. Некој у последнава година и две се, ајде да не речам се збогати, него правеше што сакаш. А ќе го кажам и кој е? Кој е енергетски сегмент у Македонија? Анđушев. Сите езера ги испразни. Затоа немаме, Македонија има потенцијал да се одржува самата. Меѓутоа, ако некој те уништува, за Македонија нема спас. Сега ќе плаќаме струја и по 250 евра, имајќи своји езера, свој енергетски потенцијал, да можеме да работиме. Не знам што да... Верувам дека и другите ќе се сложат со мене, поготово рибари, да потенцирам, што е смешно, што ги знаат потенцијалите на водните потенцијали на Македонија. Сме можеле ние да имаме, да се извлечеме, да чекаме, да произведуваме, не знам што да правиме. Меѓутоа сме имале потенцијал. А тој потенцијал е истрошен. Сите езера се на минимум и испод минимум. Ајде се жалевме ние на Преспа, грците ни ја празнат ова, на кој ни го празни Козјак, Уште 5 Маврово, секунди. Дебарско езеро. И времето истече, секогаш внимавајте на тајмерот, 120 секунди за секој јавувач и секако да потсетиме сето тоа да биде кажано, нели, без навреди, без спомнување на имиња. И веќе следно добар ден и вклучување во црвена линија имаме ново. Добро вечер. Добро вечер. Дали не слушате? Да, јас те слушам. Одлично. Одлично. Повелете. Благодарам. Прво да ве пофалам што ја обновивте ова емисија, зашто Благодарам. порано постоеше, јас учествував и таму за значајни теми за кои што имам што да кажам, не само колку да се јавам. Сега што ми оваа тема на дневен ред, прогласена енергетска криза. Прво, да нагласам дека многумина под овој термин подразбираат нешто што не е соодветно. Енергетската криза е прогласена со намера мерките што ги презема владата со нивната одлука е да се овозможи плаќање на трошоците кон енергетските фирми кај нас заради купување на дополнителни количини на струја и енергенси што треба да се обезбедат за зголемените потреби. Инаку, кризата енергетска фактички постои таа целосно гледано и не е само од нас. Не е само кај нас, тоа е јасно. Мислам, треба немалку да му се каже, зашто се и се што слушам по овие емисии. Значи, се работи за светска криза, не е само, поготово европска. Сега таа настана со недостигот на газ и така натаму. Но мислам дека ова е битно, дека до нова година се очекува, пошто е договорено, има количини да не се зголемува струјата. Тоа сигурно ќе се одржи, но дека ќе се зголеми цената после тоа сигурно ќе се зголеми. А колку ќе видиме, се е многу неблагодарно, како што некој рече, никој не е баба Вања да проценува, али секако дека ќе постои инфлација, ќе се зголеми заради тоа што и не само електричната енергија, туку гледате, ние се наоѓаме во пандемиска криза. Стопанството е смалено и тоа што го имаме на минимум. Така да, кој ќе работи за да се зголеми производството, да речем и ефектите од... Уште 10 секунди. Да, тоа ми беше целта. Значи, инфлацијата е и прогнозирана е таму со некои проценти и се надевам ја као оптимиста дека сепак ќе поминеме пристојно. Благодарам за вашето вклучување. Секако би сакале да слушнеме на 023076677.
да ни откриете и според вас што најмногу поскапува на рафтовите по маркетите и генерално што сте забележале дека во последно време има највисока цена. Токму така, сега малце се свртиме пред тоа. Сега кога си знаете, ви имате предност. Имаме нов гледач на линија. Здраво, здраво. Добро вечер. Добро вечер, повелете. А ме интересира зашто се јавуваат овие некои филозофи кои што сакаат нешто да правдаат, а немаат три чисти што се случува во државава. Енергетската криза не е произведила граѓаните на Македонија. Не диктираше некој од Запад, од било каде, да им каже на директорите да не преземаат мерки околу ремонтите, околу тие работи, ларек битово да дојдат до поплави, до тие хаварии. Па уште се јавуваат да ги оправдаат. Не знам, јас сметам дека навистина се народов голем дел без свест, без визија. Не им е јасно што утре, што ќе се случи. Така да, не знам, Господ нека е на помош. Ако не падне оваа власт, не знам што може да се случи уште, за да се освестат граѓаните. Благодарам на вниманието и пријатно. Благодарам, имавте уште 40 на секунди, но сепак го почитуваме и излагањето кое што одлучивте да трае оноку колку што сметате. Веќе имаме и следен гледач во црвена линија. Добро вечер, ке кажеме според времето на одмор. Ало, добро вечер. Добро вечер, ве слушаме. Убава вечер ви посакувам и поздрав до сите гледачи до вашата телевизија. Благодарам многу. Вака, еве и јас ќе се јавам еден од гледачите кој што овој претходниот да му кажам дека сите тие кои што учествуваме во дебата сме добро дојдени во телевизијата. Не треба така некултурно да не вреđат, треба да научи да бидат културен. Енергетската криза не ја направи ни Зоран Заев, ни Христијан Мицкоски, ни Али Ахмети, ни онај Зијадин Селја. Таа е светска економска европска криза која што знаеме дека дојде од Европа. Нека не се изразува, да не се изразам и јас, пошто по-вулгарно, зашто така не сум ја васпитан сум да бидам. Оваа енергетска криза ја направи Русија со покачување на гасоводот. Знаеме дека Германија ги изгаси сите нуклеарки и од таа благодарност Меркел што ги изгасна, дојде до оваа криза енергетска. А кај нас, што за овие 30 години ние направиме? Еве јас сега ќе го нападам него, што направи ДПМН, па макар јас сум ДПМН член. За 11 години. Ништо, никој не работи, господо. Од една само треба две да направиме. Од една и пол, не. Ние ставаме на работа само вработени партиски членови кои што само земаат плата, а никој тоа не се изродува. Енергетската криза ќе се поминеше побаво ако во прилет на Црна река предлогот на Никола Груевски беше да се изгради една хидроцентрала или две. Меѓутоа за 700 милиона ние не изградивме. Ние купуваме енергија за 300 милиона евра годишно, а за 2 години ни е исплатливо да ја имаме таа хидроцентрала. Такви домачини сме ние. Уште 9 секунди. За жал, сите сме такви домачини. За жал. И затоа да не се препуцаваме, да не се вречаме. Благодарам за вашето вклучување, уште еднаш подсетување, 120 секунди е времето, затоа и го објавуваме тајмерот за да можете да се пресметате и вие. А секако да не се прекинуваме и да го прочитаме и коментарот на социјалните мрежи, пред да го вклучиме и следниот гледач. Да, активни сте и на нашите социјални мрежи и за денешната тема имаме коментар од Елиевска, сега коментар на нашата тема. Секако, инфлација има и ќе расте. Веќе не сум оптимист како порано. Најважно во овие моменти е да си го дочуваме здравјето и спокојството. Така коментираше Илиевска на Facebook, а еве сега веќе ќе вклучиме и нареден гледач во црвена линија. Добар ден. Добар вечер. Добар ден. Во програма сте, повелете. Темата ви е многу убава. Добра, фала.
Благодарам. Се убаво, енергетска криза ќе имало, оваа ќе имало, друга ќе имало, а зашо? Парите од струјата, за струјата што се взимат, дека одат? Едно. Друго, ова е дали ВМРО, дали СДСМ сака да го плаши народо, сиромашен народ, сака да го плаши. Ама ништо не личи веќе това. Слушате ли ме? Да, Ало? ве слушаме, Да, да. слушаме, продолжете. Това на нищо не личи. За струјата парите што се взимат, дека одат. Народот веќе е толку сиромашен и толку пропаднен, никој не мисли на него. Сега моментално ВМРО указа е со СДСМ, СДСМ со ВМРО и албанците, и сега моментално дали сакат да го плашат народо, да убрат народо, или шо? Короната да го фанаго. Ќе го фане короната народо од оваа криза што мисли мислици и како викат СДСМ од СДСМ и од албанците. Не личи на ништо ова. 10 секунди. Ако гледаме, народот е сиромак. Времето истече. Времето истече. Сега го сме во очекување на уште еден гледач. Еве Така. колку за потсетување не би било лошо да ни откриете според вас и кои производи се најмногу поскапени, на што забележувате голем пораст на цените. И добро вечер. Добар ден. Добар ден. Во програма сте заедно со нас во Црвена линија, повелете. Ало, добро вечер. Да, Да, ве ве слушаме, слушаме, повелете. Ние сме на линија. Да, Да. вие сте наред. Добро вечер. Се јавуваме од Демирки, сакам да бидам многу краток во врска со темава. Ако. Ме слушате? Да, јасно и гласно. Прво, парите во буџетот се од државата, од народот, во однос на снабдување електрична енергија. Тие се собрани на одреден начин. Второ, да се купи струја се зголемува цената. Втор фактор, со самото зголемување на цената дојдува до инфлација, што е јасно и гласно. И трето, значи народот 3 пати трпи инфлација и фала. Ме слушате? Да, продолжете, имате Народ 3 време. пати трпи Не, инфлација. фала ви на времето доволно. Тоа би било се. Добро, во ред, искористив се сепак малку од времето, би сакале целосно да си ги искористите 120 секунди, но уште подраго ни е дека ве има во доволен број. Очекуваме да го искажете вашето мислење по објавувањето на енергетската криза и секако спомнатата инфлација од 3,1% и меѓу другото дали треба да не плаши инфлацијата, тоа на што очекуваме да ни го откриете. Токму така, или како што слушнав одгоре, имаме уште еден гледач. Здраво. Здраво, добар ден и поздрав до сите гледачи на вашето студио. Фала ви. Ја не верувам дека има енергетска криза. Не верувам дека треба да се плашиме од инфлација. Тоа нешто нелогично е. За нашата земја, што сме во Јужна Европа, ми имаме 2 месеца. Хладно и снег и мраз. Па за 60 дена толку галама ли се прави? Ќе поминат 60 дена и после ти доаѓа пролет, лето, убаво, топло, не ни треба да се грееме, така ли? А за нешто за енергија, да се направи храна, а не треба толку една боца и ќе направиш манџа, разбираш? Значи, голема галама за ништо. Друго, инфлацијата. Која инфлација?
Па ние не сме ние некоја огромна држава, па да се плашиме од инфлација. Ние ето со селата ни се близу. Кокошки, јајта ќе земеме, ќе ово, ќе оно. Ово испаѓа само еде да правиме тука циркус, да ги плашиме граѓаните. Македонија не фаќа ни инфлација, ни енергетска криза. Нека му мислат тие што се држави што имаат голема популација. Све најдобро и пријатно. Секој добре, благодарам за вашето учество во Црвена линија. Така е. Дали имаме уште еден гледач? Дали имаме гледач? Добро, да се навратиме на оно што на Facebook секако го имаме објавено, уште моментот кога зборувавме и за месец ноември, кој што се уште трае месец на машкото здравје. Не забораваме од Црвена линија, без разлика дали е прогласена енергетска криза или не. Секако очекуваме да испраќате, тоа е дел од нашиот конкурс, најмустак, најубави бркчиња, така, а на крајот на месецот ќе следува и награда за оној кој што ќе биде најлајкуван и најшернуван. Така е. А Тео ќе не одмори со што? Со мали реклами. Ете така малку одморени во вториот дел од Црвена линија, веќе ни јавуваа дека имаме гледача, нормално, затоа што 6 линии се во функција на кои што ве очекуваме да свртите и да се вклучите во денешната тема. Зборуваме за прогласената енергетска криза и дали воопшто треба да се плашиме од инфлацијата. Добар ден, добро вечер. Се исклучил. Се исклучил гледачот, но се срамиме. Секако имаме нешто интересно кое што немавме доволно време вчера со Тео никаде на крајот да го објавиме. Да. Сега подетално ќе навлеземе во сето тоа, секако пред време се кажам оја, за забава, за смеа. Значи и на политичката сцена имаме случувања, па зошто да немаме нешто вака кога би можеле и вие на Facebook страната Црвена линија да типувате и да. Еве Тео е експерт во оваа област. Така да. Ние на нашата социјална мрежа на Facebook ја поставивме сликата и сега секако ваши типови обложувања околу што сето тоа може да се случи на интерпелацијата на влада. Можете да ни напишете под нашата слика на Facebook во коментари, а еве прилично видиме кои се начините на обложување. За интерпелација 60, за интерпелација 60:60, за интерпелација било кое нерешено, за интерпелација 59 или помалку, за интерпелација 50 и помалку, ти надали ти... Значи јас го играм со високи коефициенти, тоа значи дека ќе имам убава добивка? Тоа значи идеме на Хаваите, одмараме, не се враќаме година дена. Епа оние кои што ќе се вклучат во овој дел, нека остане вака тело под сега за сега, кога ќе имаме гледача, говориме за тоа дали треба да се плашиме од инфлација и секако очекуваме да ни откриете конечно според вас што најмногу сте забележале дека поскапува во моментот, кои продукти. И секако еве ќе искористите шанса да видиме вие како може би играле оваа комбинација. Би се обложиле. Добро вечер. Здраво. Здраво. Добар вечер. Како сте? Исто како вие што сте добри. Значи одлични. Драго ни е многу. Да го искористиме времето, секако да слушаме ваше мислење на тоа дали треба да се плашиме од инфлација и што најмногу поскапува, што сте забележале? Ја гледам Црвена линија, ама е навистина програмата како за перење на мозок и за лажување на граѓаните. Штета е што вакви програми правите, а не се обрнувате на внимание како беше 2016-17 кога власта ја не прифати ургенцијата на Европска Унија. И за тоа се најдовме во оваа ситуација. А лал нека вие и чест нека ви биде на сите ТВ телевизии. Гледате вие, например, ТВ Петката. Од Белград, ќе го уклучи по 3 сати, превзема програма туѓа, а луѓето ги малтретира да не гледаат програма. Аллах нека ви на чест на сите. Поздрав. Кој е вашето мислење за темата? За тоа што најмногу поскапува? Еве тоа никој не ни откри. Дали би сакале вие да ни откриете? Се исклучи гледачот.
Добро, како рековме, црвена линија отворена за секого, секој може да се го каже своето мислење. Благодарам што се вклучите, но секако да не заборавиме 120 секунди, внимавајте на тајмерот и секако на пристојното излагање, без навреди, спомнување имиња. Добро вечер. Добар ден. Добро вечер. Како сте да прашаме? Јас сум добро. Не сакам, не сум за во емисијата. Имам еден проблем сак. Ало? Да, кажете, повелете. Имам еден проблем. Сакам истражителни новинари, како го вика, како се вика, останав и без нива и без пари. Сакам за тоа да варто. Не сум за во ова. Добро. Продолжете. Се исклучи гледачот. Во ред, кога одиме повеќе среќа со следниот гледач. Така е. Добар ден. Ве слушаме. Во програма сте, повелете. Ало. Да, ве слушаме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Па сега за покачувањето на цените, значи секој дневно основните продукти, да почнеме од лебот, од зејтинот, од средствата за хигиена. Значи секој ден има покачување. Каде 10 денари, каде 15 денари, све. И искрено да ви кажам, сето оваа ситуација ме плаши. Некако мислам дека ќе се вратиме на времето, кога зимавме детергенти со бонови, кога зимавме зејтини со бонови, кога купувавме пакети дома да имаме резерви, така да такво нешто сето ова ми личи. А конкретно, најосновните продукти се многу покачени, а што се однесува за кризата, што е за енергетскава криза, и ние самите луѓе треба да бидеме внимателни и да штедиме, значи да не ни бидат сите сијалици дома запалени, уклучено све живо и телевизори, и музика да слушаме и тие работи, значи мораме и ние малку да бидеме поозбилни и да штедиме. Мислам дека на тој начин можеме и ние нешто да придонесеме, да помогнеме, а не само да ги обвинуваме. Ово е крив и тој е крив, меѓутоа мислам дека и ние треба да внимаваме и да малку штедиме. Имате уште време, дали би сакале уште нешто да додадете? Па ништо конкретно, тоа е, меѓутоа јас искрено ви кажам дека ме плаши сето ова, дека навистина е криза, не е само кај нас, ова е светска криза, ковидот го направи, во целиот свет има покачување, сегде цените се качуваат, така да, меѓутоа за енергетската криза можеме и ние да помогнеме, да штедиме. Најмногу се штеди, се сеќавам кај имаше на телевизија, кажува стекерите да ги исклучуваме од апаратите кои што не ги користиме секојдневно, да не влечат се и така. Така да може и ние нешто да придонесеме. Ви благодарам што ме слушавте, имајте убав ден. Благодарам и вам за вашето учество во Црвена линија. Утре една тема која што многу сакам Тео да ви ја најави, некако најмногу ќе му легне. Во срце ме мала, во срце значи ме мала вакви теми спортски кога има. Значи утрешната тема, ќе ја кажам, ние квалификации за светско првенство. Арменија, Македонија. Имаме ли шанси за светско првенство? Имаме, ја тоа ќе кажам. Беле, Тео, не можам да го препознам. Емотивен сум многу Ето за вакви. утре ќе говориме за тоа, за квалификациите за светско првенство, сега ко Македонија ќе се сретне со Арменија и тоа сето значи дека ова може да биде и голем успех за државата. Огромен, не голем, огромен. Секако оние кои што ќе бидат со Црвена линија ќе ни откријат што во што веруваат, како навиваат. А сега следно е готвиме со Маја. Имајте вкусни минути, а јас и Тео ќе бидеме со вас утре повторно. Така е. Чао, чао.